Двете најнови мерки за вработување денес презентирани во Штип. Станува збор за мерки кои се дел од оперативниот план за вработување за наредната година, како дел од програмата Македонија вработува. За секој оној кој што бара работа или сака да се отвори собствен бизнис или пак сака да се надгради, има можност, бидејќи и за прв пат ги опфаќаме и вработените лица, иако мал бројот на оние што ќе ги опфатиме, но сепак даваме можности на вработени лица кои што им зависи вработувањето, каде што работат од некоја нова вештина или нова технологија да се оспособат, ќе имаат можност со споделување на трошоците за 50% од чинењето на таа обука. Освен ова, програмата нуди мерки за мобилност на работна сила. Ономо каде што немаме моментално такви расположливи кадри, ќе може да дојдат од друго населено место, најмалку 40 км далечено, со тоа што ќе постигнеме можност за оние што се добри експерти, а во овој момент не може да си го дозволат патувањето или не може да се сместат во тој град, ние да ги покриеме трошоците за таквото вработување, со тоа што лицето ќе може да добие или средства за кирија или пак средства за патување секојдневно до тоа работно место. До сега во Штип преку овие мерки работа нашле над 1000 лица, освен младите до 29 години, интерес за нив покажале инвалидните лица. До сега имаме 12 лица што аплицираа, така да очекуваме од овие веќе во наредниот период има и обуки да почнат веќе да се ги спремат сите потребни документи за да можеме да од дел од тие да си го оформат својот бизнес. А некои штипени во мерките препознале можност за проширување на веќе постоечкиот бизнис. Конечно, мојата идеја се реализира оваа година, така што ми дадоа верификација на 3 години. Првото што беше преку Заводот за вработување, имаше 8 учесници, тие беа редовни, целата програма редовно се посетуваше. Веќе конкурирав и за верификација на козметичкиот дел. Освен во Штип, вакви отворени денови од агенцијата најавија и во останатите градови во регионот.